Ова е терминот за вестите на Канал 8. Новиот начин на пресметка и плаќање на услугата за бесплатен превоз на учениците во општина Кочани може да донесе заштеда од околу 1/3 на општинскиот буџет. На тој начин ќе се обезбедат пари што би се намениле за покривање на другите потреби во училиштата, пред се подобрување на хигиената во санитарните јазди. За околу 1/3 можат да се намалат расходите што локалната самоуправа на Кочани ќе ги плаќа за бесплатниот превоз на учениците во престојната учебна година. Тоа е можно да се постигне со измените во условите за услугата и начинот на пресметување на трошоците за неа. На тој начин се очекува во буџетот да се заштедат околу 5 милиони денари, со што ќе се обезбедат пари за покривање на другите давачки во образованието. Од наредната учебна година, општината планира да плаќа само за реално превезени ученици, наместо досегашната практика превозникот да добива пари за вкупниот број пријавени ученици што бил внесуван во договорот. Со тоа ќе се избегне обврската да се плаќа за учениците кои воопшто не присуствувале на настава или пак користеле друг транспорт за доаѓање и заминување од училиштето. Мислам дека ние во изминатиот период плаќавме за ученици кои се запишени на список, а не кои го користеле превозот. Затоа мојата идеја или иницијатива да се изнајде решение како ние ќе го плаќаме на вистина реално направениот трошок, односно за секој ученик што го користи овој превоз да биде платен, а оној што не го користи да не се плаќа. А средствата кои ќе бидат заштедени од овој потез, мислам дека нема да бидат символични и мали, туку тие ќе бидат прилично големи средства кои ќе помогнат да ги решаваме проблемите кои навистина се горчливи во училиштата. Тука пред се зборам за училишниот прибор и решавањето на санитарниот дел во секој училиште кој е во очајна состојба, заради кој добиваме критики и примедби од надлежните инспекцијски органи. Најдобра потврда дека новиот начин на пресметка на трошоците за превоз е поволен е што само во средното училиште Гошо Викентиев за услугата ќе се платат над 3,5 милиони денари помалку во споредба со лани. Досегашниот начин на договарање на бесплатниот превоз на учениците создаде огромни обврски кон превозникот, што достигнаа над 43 милиони денари. Поради тоа, општината беше принудена да бара долгот да се исплаќа постепено, за да не се блокира незиното работење. Локалната самоуправа на Виница започнува постапка за изработка на физибилити студија за оправданоста од договор за јавно-приватно партнерство за дом за стари лица во Блатец. Во моментот се бара фирма што ќе ја изработи студијата, а што според проценките, општината ќе ја чини околу 10.000 евра. Општина Виница ќе ја испитува оправданоста за склучување договор за јавно-приватно партнерство со кој ќе се реконструира, одржува и управува постојната зграда во село Блатец во која би бил отворен дом за стари лица. За да се дојде до реални резултати што ќе оправдаат ваквата потреба, треба да се изготви физибилити студија од технички, правен и финансиско-економски аспект. Затоа локалната самоуправа на Виница веќе објави јавен повик со кој бара фирма што би го изработила документот, а за услугата е предвидено да се потрошат над 600.000 денари. Во спецификацијата на тендерската постапка е нагласено дека, освен изработката на физибилити студијата, неопходно е да се спроведе и истражување на потенцијалот за искористување на постојниот објект во Блатец, а што би бил ставен во функција на обезбедување социјални услуги, односно каде што би бил сместен домот за стари. Исто така, се бара како придружен дел од студијата да биде изработен и основен, односно идеен проект за реконструкција на објектот, за да се добие пореална проценка на потребните финансиски средства за негово ставање во планираната функција. Градежната парцела на која се наоѓа објектот е со површина од 2900 метри квадратни, а габаритната основа на самиот објект е 690 метри квадратни. Во дел од него на приземјето се наоѓа поранешна киносала и ресторан, за кои се бара да не им се менува намената. За домот на стари лица пак предвидено е да се користи првиот спрат, за што на располагање стојат околу 450 метри квадратни, на кои би можеле да се обслужуваат 25 лица. Веќе тече рокот за пријавување на заинтересираните фирми за изработка на физибилити студијата за домот за стари лица во Блатец, а пријавите можат да се поднесуваат најдоцна до 30 јули. Возач од Виница се обидел да прегази полициски службеници кои го стопирале за да му извршат контрола. За среќа повредени во настанот нема, а возачот е приведен во полициската станица. Против него ќе биде поднесена кривична пријава.
63-годишниот ГА од Виница се обидел да прегази полициски службеници кои го контролирале сообраќајот на улицата Ангел Винички. Тие го запреле возилото Сузуки Витара со штипски регистерски ознаки, што го управувал виничанецот, за да му извршат рутинска контрола. При тоа на возачот му биле побарани документи што тој одбил да ги даде. Го стартувал автомобилот и продолжил со движење. Потоа го свртел возилото и со голема брзина се упатил кон полициските службеници со намера да ги прегази. Во мешаницата полицајците успеале да го запрат возилото без да бидат повредени, а возачот на автомобилот бил приведен во полициската станица во Виница. Од полицијата информираат дека по целосно комплетирање и документирање на настанот против возачот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Сообраќајната полиција во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот ќе спроведе акција за намалување на сообраќајните несреќи со жртви и потешко повредени. На учесниците во сообраќајот ќе им се дели едукативен материјал за опасностите од брзо возење, како и предупредување за критичните точки на патиштата каде постои опасност од сообраќајки. Министерството за внатрешни работи во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во наредниот период ќе ја спроведува кампањата Летувај, не летај. Нејзина цел е поголема безбедност и намалување на бројот на жртвите во сообраќајот во периодот на летните одмори, кога фреквенцијата на сообраќај по патиштата драстично се зголемува и кога за жал се случуваат поголем број сообраќајни несреќи со трагичен епилог. Оваа кампања ќе се одвива во текот на јули и август, при што ќе се делат едукативни материјали изготвени и на англиски јазик, со цел покрај домашните возачи да бидат опфатени и туристите, како и возачите кои транзитираат низ државата. Покрај посебните пунктови каде што ќе се врши дистрибуција на едукативно-информативните материјали, ќе биде поставено и оштетено возило од сообраќајни незгоди на повеќе јавни места, со пораки за потсетување на последиците од сообраќајните незгоди. Исто така ќе бидат организирани и мобилни пунктови за делење едукативен материјал по должината на коридорите 8 и 10, а ќе се организираат и едукативни акции по угостителските објекти и други активности во насока на подигање на свеста за побезбеден сообраќај. Минатогодишната статистика за јули и август покажува дека во Република Македонија се случиле 39 сообраќајни незгоди со жртви, во кои загинале вкупно 47 лица, а во 826 сообраќајни незгоди имало потешки последици, при што биле повредени вкупно 1333 лица. Со презентација на резултатите од спроведената анкета во Кочани продолжува реализацијата на проектот Младите успеваат заедно, чиј носител е Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина. Со прашалникот на кој одговарале анкетираните млади, се добиени податоци за нивната информираност околу правата што ги имаат и можностите да бараат поддршка од локалните и државните институции. Над 200 млади лица од Кочани се опфатени со анкетата што во изминатиот период ја реализираше Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина во рамки на проектот Младите успеваат заедно. По завршувањето на активноста и сумирањето на резултатите, во салата на Советот на општината беа презентирани добиените податоци. При тоа беше речено оти анкетата е спроведена меѓу млади на возраст од 15 до 29 години, со различен степен на образование и различна етничка припадност. Анализата на добиените одговори во анкетата покажува недоволна информираност на младите. Тоа посебно се однесува на нивните права, а ќе влијае и врз понатамошната постапка во изготвување на текстот на стратегијата за млади во општина Кочани. Може да се каже дека има голема неинформираност на младите, нели, за нивните кои може ангажмани да ги имаат од страна, кои им се можностите што можат да ги имаат од страна на општината, кои се условите за нивно вклучување во процесот на младинскиот активизам. Значи треба повеќе нивен ангажман претходно и исто така и нивна заинтересираност за да може да се вклучат во процесот на донесување на одлуки, на младински одлуки. Во рамки на проектот веќе се одржаат 2 работилници со фокус групи, како и еколошка акција за расчистување на околината на споменикот на слободата во Кочани. Понатаму преостанува уште една обука, што е планирана за во август, како и работилници за интеркултурен диалог. Како крајен резултат од проектот на Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина,
треба да произлезе предлог текст со кој ќе се изработи стратегија за младите, што треба да биде готов до крајот на јануари идната година. Потоа, текстот ќе се најде на усвојување и пред Советот на општината. Морски импресии е насловот на изложбата на фотографии што ќе биде отворена в петок во Центарот за култура Бели Мугри. Автор на изложбата е Рајко Карашик, а таа е по повод 50 годишнината од постојањето на Кочанскиот центар за култура. Изложба на фотографии со наслов Морски импресии од Рајко Карашик ќе биде отворена в петок од 20 часот во фоајето 2 на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани. Настанот се организира по повод јубилејот од 50 години постојање на центарот. Уметнички дела со разни мотиви ќе бидат изложени пред публиката, а љубителите на овој вид уметност одблизу ќе можат да ги проследат фотографиите, како и техниките со кои се изработени. Автор на фотографиите е Рајко Карашик, дипломиран машински инженер, а со фотографија почнал да се занимава уште во далечната 1973 година. До сега има околу 100 самостојни изложби во земјава и во странство. Исто така, со своји уметнички дела учествувал и на голем број колективни изложби со познати уметници од странство. Ова ќе биде прво представување пред кочанската публика со уметнички дела што се негов личен труд. Изложбата е дел од проектот поддржан од Министерството за култура за превземање на изложби за 2018 година. Во наредиве минути информација од спортот. Планинарите од Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани се искачија на големата Пиринска четворка. 14 планинари за неколку часа успеа да ги совладаат врвовите Вихрен, Бански суходол, како и Кутел 1 и 2. 14 планинари на Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани се искачија на големата Пиринска четворка во Бугарија. Врвовите Вихрен, Бански суходол, Кутел 1 и 2 беа дел од маршрутата што планинарите ја совладаа без поголеми потешкотии. Вихрен е највисок врв на Пирин планина, втор највисок во Бугарија, веднаш зад врвот Мусала на Рила планина, но и трет највисок врв на Балканот со висина од 2914 метри. По искачувањето на овој, планинарите го продолжија својот марш кон врвовите Кутел на височина од 2908 метри. Од двата врва, планинарите на Планинарскиот спортски клуб Осогово го продолжија своето искачување преку гребенот Кончето до врвот Бански суходол со висина од 2884 метри. Искусните планинари на Осогово за неколку часа ги освоија 4 врва на Пирин планина со височина поголема од 2800 метри, што представуваше вистински предизвик за нив. Заслужува да се спомени учеството на 13 годишниот планинар Ѓорги Соколовски, кој заедно со повозрастните и искусни планинари без проблеми успеа да ја совлада рутата на големата Пиринска четворка. Тоа беа содржините за овие вести на Канал 8. Благодарам за вниманието. Пријатно.